Добар ден и од мене, ова е стартот на уште едно ново издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за имунитетот кај децата. Дали честите посети на педијатар поради растечено носе, болка во грлото, кашлица, покачена температура се знак за намален имунитет или пак за чести контакти на детето со инфективни агенси. Кога родителите да се посомневаат дека нешто не е во ред со имунитетот на детето и дали во тој случај треба да даваат имуностимулатори, односно имуномодулатори, за сето ова подетелно од денешната гостинка, доктор Катерина Ставрич, специјалист по педијатриска имунологија, директорка на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Зошто се вели дека децата го градат имунитетот во раното детство? Затоа што тоа е физиолошки процес. Она што го знаат сите мајки, дека кога се роди детето, првите месеци од имунитетот од мајката го штитат. И затоа бебето првите 6 месеци е релативно заштитено од настинки, од инфекции, од разболувања. Меѓутоа, нормално се случува негде измеѓу 4-тиот и 6-тиот месец да тој имунитет бебето го губи, а се уште не почнува да создава сопствен имунитет. И тоа е еден физиолошки процес кој што може да трае и ние велиме негде до 3-та година созрева, меѓутоа тоа е индивидуално. Кај некој дете на 3 години, кај некој на 4, кај некој на 5 години ќе созрее и ќе ги постигне, да речеме, сите аспекти на имунолошкиот систем како кај возрасен човек. Така. И тоа го гледаме и ние. Знаеме дека децата првите години се најчувствителни кон инфекции, негде веќе во школска возраст постануваат, зајакнуваат, стануваат здрави и ретко се разболуваат во школскиот период. Јаслите, градинките, училиштата се идеална средина за ширење на вирусите и бактериите. Сега има најразлични препораки во однос на тоа кога детето треба да започне да оди во градинка. Од аспект на имунолошката состојба, односно на зрелоста на имунолошкиот систем, дали се препорачува децата во првите 3 години да одат во градинка или пак не треба да одат? Ова што го рековме, физиолошкиот процес на созревање трае до 3-та година и нашите препораки, доколку имаат можности родителите, пожелно е до 3 години да не ги даваат во градинка. Затоа што свесни сме секојдневно дека не сите родители можат да обезбедат некој друг да се грижи за детето доколку работат и доколку ги пратат своите деца рано, после година дена, па дури и пред годината ги праќаат децата, тогаш почнуваат да имаат, се соочуваат со проблеми, односно со чести инфекции. Така. Многу родители не се во состојба кога нивното дете е болно да земат боледување, па се случува и децата да одат во градинка додека се во акутна фаза на болеста. Дали може би тоа е причината што толку често се разболуваат сите деца кои што одат во градинка? Поќе се факторите, да, меѓу другото и тоа е причина што родителите се принудени болни деца да ги носат во градинка, затоа што немаат кој да се грижи за детето, не може да земе боледување. Вториот фактор е ова што го кажавме, имунолошката незрелост на децата во таа возраст, година 2. Друго е кога дома, во домашни услови, тројца, четворица, трочлена фамилија или 4-члена фамилија, некој да е настинат, детето не мора да се разболи. Може да се справи со една мала концентрација на вируси и на бактерии. Меѓутоа во градинка, каде што концентрацијата на вирусите и на бактериите е многу поголема, тешко може да се справи со тие инфекции. Третиот фактор е секако големината на групите. Значи, за жал, кај нас се уште големи малите групи, тие основни стандарди не се запазени и тоа е една од причината зашто се разболуваат. Иначе, не значи дека детето е заразно, да речеме, првите неколку дена. Доека има температура, доека кашла, меѓутоа после тоа веќе не е толку заразно. Не значи она што често пати родителите реагираат, мрсулави деца, идат во градинка, тие се виновни што ги разболуваат нивните деца. Меѓутоа, течење нос не е болест. Так. Зелени мрсули не е болест. Повеќе пати сме го збореле ова. Значи, тоа може да е причина алергија, може да се децата клицоносители и тие не се заразни за Основна заштита се оние основните стандарди за хигиена, миење раче,
внимавање децата во градинка да бидеме свесни дека они истите играчки сите ги ставаат во уста. Така да тоа е начинот на ширење. Гушкањето, кивањето, плукањето, тоа се нивните игри, така да и тоа е начинот на ширење на тие инфекции. Така да има повеќе фактори кои влијаат зашто децата се разболуваат во градинка, посебно првите години од животот. Најдов некои статистики дека до 8-та година, не знам тоа дали е точно, децата многу често се разболуваат од респираторни болести. И во тој период често посетуваат педиатри поради растечено носе, болка во грлото, покачена температура, тешкоти при дишењето и слично. Многу често овие состојби се лекуваат со антибиотици, дури ако се предизвикани од вируси. Како антибиотиците влијаат на имунитетот на детето? Точно ли е дека го заслабнуваат имунитетот? За жал, 80% од тие респираторни инфекции во детската возраст се вирусни. И не треба да се лекуваат со антибиотик. Антибиотикот не делува на вирус. Она што често пати родителите го велат, ама превентивно да дадеме антибиотик за да не се разболе. Превентивното давање на антибиотик не е воопшто оправдано. Не треба да се дава превентивно антибиотик. Дали ќе направи компликација или не, не зависи од тоа дали сме дали антибиотик или не. Така да, давањето на антибиотик од една страна има многу несакани ефекти. Прво, самиот антибиотик е лек со несакани ефекти кои што може да дадат. Знаат деца да реагираат со проливи, со повраќање, со стомачни болки, ретко, но може и алергиски реакции да се јават на антибиотици. Втората работа е што она нормална бактериска флора што ја има во носот и во грлото или цревната флора што ја има, антибиотиците исто така ја уништуваат. Значи не делуваат они само на бактериите, туку и делуваат на корисната бактериска флора. Има студии кои што кажуваат дека ако се пие антибиотик, после пиење на антибиотик 4 недели, 3 до 4 недели треба време за да се обнови цревната флора, како што била пред антибиотик. А да не заборавиме најсериозниот проблем со неконтролираното давање на антибиотици, тоа е антимикробната резистенција. Значи, се повеќе се соочуваме, ние лекарите, со бактерии кои што се резистентни на антибиотиците. Да утре на вистина кога ќе треба да дадеме антибиотик, немаме што да дадеме. И се повеќе, еве и во болнички услови се сретнуваме со соеви кои што се резистентни на голем број на антибиотици и представуваат проблем во однос на терапијата. Значи, во тој поглед треба да бидеме многу внимателни во злоупотребата на антибиотиците. А, она што го рековме, значи и оваа микрофлора што има и во носот, и во грлото, и во цревата, си имаат свој ефект врз созревањето на имуниот систем. Така да, давањето на антибиотици апсолутно влијае индиректно и на созревањето на имуниот систем. Го пореметува, го одложува, го прави организмот почувствителен кон инфекции и тогаш едноставно детето запаѓа, да речеме, во еден зачаран круг, постојано да биде болно, постојано да пие антибиотици и многу често тие завршуваат и во болница. Така. Се препорачуваат пробиотиците да се даваат заедно со антибиотската терапија, но исто така некои педиатри препорачуваат да и здравите деца да пијат пробиотици, бидејќи го подобруваат имунитетот. Имаат ли толку силно влијание пробиотиците? Многу студии се правени во тој поглед, се уште не е влезено како препорака давање превентивно на пробиотик во однос како имуномодулатор, имуностимулатор. На пазарот имаме голем број на пробиотици. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека секој пробиотик си има свое место за што се дава. Постои разлика во цревната флора и помеѓу здравите деца. Кај оние деца кои што ние ги велиме се склони кон алергии, кои што се со атописка конституција, има различна цревна флора од здравите деца, кои што немаат склоност кон алергии. Дали детето ќе се роди со царски рез или ќе се роди природно, исто така тоа влијае врз составот на цревната флора кај бебето. Има одредени пробиотици кои што се даваат за проливи.
Значи, тука имаме научни докази дека тие го смалуваат време траењето на проливот и симптомите, така да побрзо се повлекува. Како имуномодулатор пробиотиците не. Има студии кои што се правени кај деца со атописки заболувања, со алергиски заболувања, давање на одредени соеви на пробиотици, на Lactobacillus rhamnosus, делува протективно во поглед на развивање на понатамошно развивање на алергиски заболувања. Така да, пак ќе речам, треба да се биде внимателен во злоупотребата на пробиотици. Треба да се биде уравнотежен во давањето и на пробиотиците и на сите други препарати. И сега ќе стигнеме до оној дел со имуномодулаторите, односно имуностимулаторите. Ќе појасните што е тоа. Само претходно би сакала да прашам дали честите респираторни заболувања кај децата се знак дека нивниот имунитет е намален или пак дека често доаѓаат во контакт со инфективни агенси. Значи, може да биде честите инфекции респираторни, може да бидат како резултат на пореметен имуноодговор кај детето. И ние ги знаеме тие правила, често пати и докторите знаат кога да го упатат детето на имунолошка консултација. Тоа се да речеме ако детето има 2 сериозни пневмонии во тек на 1 година, ако има чести хоспитализации, значи тешки респираторни инфекции, доколку има чести отити во тек на првата година, доколку има сепси или тешки инфекции кои што барат болничко лекување, така да тоа се оние критериуми кога треба да се побара имунолошка консултација. Ако детето има чести настинки кои што поминуваат сами од себе, тоа да речеме се сваќа како нормално. Нормално е децата првата година да имат 6 до 10 настинки, респираторни инфекции. Доколку посетува градинка, тој број е уште и поголем. Значи, секој месец да има некоја настинка. Меѓутоа, тие релативно лесно поминуваат, воглавном се само ограничувачки инфекции, така да тоа не бара потреба од имунолошка консултација. Така. Ајде да ги вклучиме гледачите со нивни прашања 3076-677, доколку имаат прашање поврзано конкретно со денешната тема, може да се вклучат во програма. Во кој случај се препорачува кај децата да се даваат имуностимулатори? Значи, поќе збориме за имуномодулатори. Тоа се има на пазарот голем број на препарати. Зашто велиме имуномодулатори? Затоа што на некој начин го модулираат имуниот одговор. Детето кога се раѓа, за да може да имаме една нормална бременост, се раѓа со имунолошки систем каде што предоминира TH2, односно на склоност кон алергии. И затоа децата од првите години се многу почесто развиваат алергии на храна, алергиски реакции, често пати уртикари во склоп на инфекции. Значи, тоа е таа конституција која што преовладува во тек на првите години. Ова што рековме со созревање на имунитетот кај детето, полека тој TH1 имуноодговор созрева и негде 3-4 година се воспоставува една равнотежа. Сега, имуномодулаторите ја има таа улога да овој дисбаланс во созревањето на имуниот систем на некој начин го модулираат, односно тој што е послабо развиен да го стимулира да се развие, да се воспостави таа равнотежа порано. Затоа ги велиме имуномодулатори. Значи, и кај децата кои што често се разболуваат, често пати некои делови од имуниот систем се намалени, па тие ги потикнуваат, ги созреваат. Затоа велиме не се имуностимулатори, не се имуноинхибитори, него тоа што не функционира на некој начин го возвраќа во нормалната состојба. Имаме гледачи на линија, само претходно би сакала да ве прашам како родителите можат да одберат, бидејќи фармацевските компании нудат навистина многу имуномодулатори, како да одберат кој имуномодулатор е добар за нивното дете? Па не треба родителите да одбираат имуномодулатори, нечи сепак тоа е одлука на докторот, консултација со доктор. И генерално ја би рекла, до 3 години во овој период на созревање на имуниот систем, што помалку да се користат имуномодулатори. Затоа што не знаеме што стимулираме, што сакаме да стимулираме. Сакаме да му дадеме простор на организмот да созрее. Самиот физиолошки да созрее.
затоа што она што го кажав, ако е едно дете склоно кон алергии, не знаеме овие имуномодулатори како делуваат на алергијата, што точно стимулираме. Се знае, тие се стимулираат затоа што тоа се супстанции кои што делуваат и на неспецифичниот и на специфичниот имунодговор. Стимулираат лачење на цитокини, активирање на имунолошки клетки, така да не е тоа така безазлено, да кажам. Посебно во овој период од првите 3 години, кога треба да му дадеме можност физиолошки да имуниот систем созре. Ајде да ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам внук 2,5 години. Се слушнав први да ве поздравам и вас и гостинката. Благодарам. Внукот лани, значи 2016, 2017 веќе имаше 3 бронхопневмонии. Во градинка оди една недела, па не оди 2 месеци. Мислам, него не носиме веќе. На лекар ни дава само тие сирупчиња, му правиме инхалации со вентолин, со вентор уствари. И кажете ми сега каде да се обратиме, чисто за да се зајакне тој имунитет, бидејќи детето е од една недела во градинка, 1 месец е со сирупи и со сериозни проблеми. Така, ви благодарам што се вклучивте. Ми се чини дека ова е многу чест пример. Благодарам на прашањето и чест пример. Она што го рековме, детето е на возраст од 2,5 години. Многу рано тргнало во градинка и тоа е една од причините зашто толку често се разболува. Во секој случај, ова пациентче заслужува да биде проследено на клиниката или во имунолошка или во пулмолошка амбуланта, да се види што е причина. Се кажа дека се инхалира со вентолин. Значи, може да има обструкција, може да е алергиската компонента таа која што го прави почувствителен кон инфекции. Дали се тоа алергиите или се инфекциите во позадина на овие чести разболувања. Така да заслужува да биде проследено и да се види што е причина, затоа што и многу други причини може да бидат во основа на тие чести респираторни заболувања, бронхопнеумонии. Во секој случај заслужува да биде проследено на клиниката. Имаме уште еден гледач со прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Имам внука од 8 месеци и почна да ни растат запчиња, али во исто време во устата се јавуваат дамки црвени или со бело како гнојче. Ја носевме на лекар и даде некој гел и кажа дека е тоа од запчињата. А уште е таа само 90% на доење. Напредна има 10 килограми, така фино делува. А ова ме загрижува, ова што во устата така и има скоро 3 недели. 10 дена има, па нема една недела, постерно и се јават. Што е причината за таква реакција? Иначе нормално цица и јаде се, нема некој проблем. Али непријатно кога го погледнеш детето, устата, надусницата од натрешниот дел и е се шарена. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Доколку детето јаде добро, цица напредува, тоа не би требало да биде нешто сериозно. 8 месеци е период кога децата знаат све да пикаат во уста, така да може да се работи за некоја инфекција и за некоја локална во устната празнина. Или пак за може да се јазик. Па бабата кажа во однос на непцата, тоа може да се некои автозни промени кои што се јавуваат, меѓутоа и да е, тоа може да е во склоп на некоја вирусна инфекција. Не мора да значи дека бара нешто посебно, некој посебен третман. Локалниот третман е сосема доволно, може би треба време да се сачеки да помине.
Имам ја навистина уште многу прашања кои што би можеле да бидат поставени поврзани со имунитетот и развојот на имунитетот кај децата. Сосема на кратко, дали недостатокот на витамин Д исто така може да предизвика пореметувања во имунолошката состојба кај детето? Да, тоа се знае. Се знае дека витаминот Д исто има имуномодулаторно дејство и затоа и ставовите се да во тек на првата година редовно примаат витамин Д, до трета година обавезно во тек на зимските месеци примаат субституција децата, сите деца со витамин Д. Тоа е и период на интензивен раст, а многу често го користиме и кај, значи препораките се и кај возрастни, оној дневен внес на витамин Д да се субституира, затоа што денеска се повеќе нели се пазиме од сонцето, штетните ефекти на сонцето, со исхраната колку внесуваме, колку не внесуваме. Така да субституција со витамин Д, посебно во зимските месеци, не е на одмет да се дава кај сите деца. Така. Тука кога заокружуваме денешното издание, можеме само уште да упатиме една препорака на родителите, децата што почесто да ги носат на свеж воздух, исхраната каква да биде? Најдобар имуномодулатор е чист воздух, здрава исхрана, разноврсна, секојдневна, разноврсна исхрана, природна исхрана и физичка активност. Мислам дека тоа е најдобар имуномодулатор за здравието на децата. Доктор Ставрич, ви благодарам што бевте гостинка во 0+. Ви благодарам. Ви благодарам и вам што не следевте и денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма од 12 некаде до 12:25 минути. Пријатно.